Господине Дуковски, Јанева издаде наредба, но никој не кажа дали е автентична, односно остана да виси дилемата како е возможно од притвор да се направи тоа. Од притвор не е толку проблемот дали е возможно нешто да се направи од притвор или не. Секој претворено лице може да напише допис до некој орган и директорот на затворот, односно службите, се должни тоа да го проследат. Тоа не е главниот проблем, но главниот проблем се состои во начинот како е тоа сторено. Значи, навистина член 6 од Законот за специјално јавно обвинителство дава одредена автономија и господјата Јанева е главен обвинител во тоа специјално јавно обвинителство. Но тука кај мене се јави една голема чудоневиденост на начинот како тоа е сторено. Значи, тоа јавно обвинителство е формирано токму заради како едно автентично и самостојно тело кое што ќе ги води истрагите од така наречените бомби. Сега, нигде во законот не е предвидено да првиот човек, односно Катица Јанева, да изврши самостојно по свое наоѓање некакво делегирање на тие предмети во обичното обвинителство. Надвор од тоа, таа изјава или како веќе вие ја нарекувате наредба, никој не ја видел. Истото тоа со нејзе се случи, давам оставка, па не давам оставка, па давам писмена оставка, па до совет на обвинители, па таа е устна оставка, па таа е условена оставка. Тоа е една голема срамота за македонската правна држава и мислам дека ќе треба многу напор да Македонија излезе од ова лимбо правна ситуација. Мене ме зачудува како правник ставот на правната фела, ставот на практичарите, колеги, суди, обвинители, адвокати, кои што со таква леснотија ме прифаќаат дека ете има наредба и со лесно ќе основното обвинителство ќе ги процесуира тие предмети, меѓутоа тоа не е така и тука има мал милион проблеми. Како основ за давање на предметите, Јанева се повикува на член 6 од законот. Дали истиот тој важи за сите предмети? Член 6 воопшто тоа не го регулира. Член 6 ги кажува кој е главен обвинител. Навистина она е главен обвинител во специјалното јавно обвинителство, сите други се полномошници нејзини, но ни оддалеку член 6 не го регулира давањето некаква делегација на предметите. Видете во што се јавува тука проблемот. Тука член 6 нема никаква врска со тоа, само ги кажува надлежностите, дека не е должна да врши реферирање пред советот на односно пред повисокото јавно обвинителство и слично. Сака да се устоличи големата автономија која што требаше да има специјалното јавно обвинителство. Но повикувањето на член 6 во смисла на доделувањето на предметите е едно целосно изигрување на правото. Видете јас како правник практичар ми паднаа на памет најмалку две правни ситуации. Вие во секој предмет на СЈО имате наредба за претрес. Кој ја издава таа наредба за претрес? Таа наредба за претрес ја издава судија на претходна постапка. Но кон кого таа наредба за претрес ја издава кон специјалното јавно обвинителство? Исто така во тој претрес се врши одземање на некакви предмети и се создава потврда за одземени предмети. Кој тоа го изготвува? Повторно специјалното јавно обвинителство. Тоа се докази кои што се обезбедени исклучиво и само од специјалното јавно обвинителство. Не можат персе тие докази да се користат кому како ќе му текне. Значи некој ги собрал, значи вие имате стриктна наредба. Никој друг не може да го спроведе тоа. Инаку имате незаконитост. Што би се случило, паѓале пресуди, што би се случило ако полиција незаконски ви влезе во домот и ви изврши претрес? Ова е таква ситуација. Не може да се заснова судска пресуда на такво правно дејствие. Повторувам,
тие наредби, тие действија кои што се превземени, исклучиво се однесуваат кон специјалното јавно обвинителство и никој друг не може да ги користи. Еве ви уште една ситуација сакам да ви кажам. Зошто носи таков назив долг? Јавно обвинителство за истражување на кривични дела поврзани со што? Со неовластеното, со снимањето на неовластените разговори, како веќе точно стои. Значи, вие да презентирате во судска постапка неовластено снимен разговор, тоа значи кривично дело, неовластено прислушкување и тонско снимање. И сега вие, некои колеги ги слушам, велат со лесно, тоа може, ќе се превземе, стручни биле колегите од основното обвинителство. Значи, во ниеден момент никој не вели дека некој не е стручен. Се работи за процесен проблем. Значи, наредба, зошто е формирано СЈО? Токму само во еден и единствен случај да може да се искористат тие нелегално прислушкувани разговори. И затоа е формирано. И сега тоа е обезбедено, тие се користени во постапките, сега вие ќе му ги предадете на основното јавно обвинителство такви какви што се, без никакви измени и дополнувања, и ќе си мислите дека тоа може да се примени. Видете, повторно ќе ви кажам, јас сум чудоневиден од таквата леснотија на постапување. Вака не функционира правна држава. Македонија е воспоставена пред еден огромен проблем. Како ќе го реши, не знам, но секако нема да го реши со лесно, повторувам, со лесно, ако ги предаде предметите на обичните обвинителства кои што подоцна ќе ги искористат. Тие действија не се превземани од тие обвинителства за да може да бидат користени. Се друго ќе биде нелегално и спротивно на законот за кривична постапка. Што е со доказите? Специјалното јавно обвинителство е практично мртво. Па така излегува. Специјалното јавно обвинителство е мртво. Имаше обиди повторно да се направат некои каучук одредби, да се стави ВД вршител на должноста специјален јавен обвинител, па изгледа не се договорија политичките партии, но за мене е мртво. Особено со самостојното и од никого не препознаено наводно давање на овластување на господјата Катица Јанева на основното јавно обвинителство да постапува по тие предмети. Тие докази, според моје цврсто убедување, јас така сметам, и согласно законот за кривична постапка не може да бидат употребени на било каков начин во било која кривична постапка, независно во која фаза се наоѓаат, независно дали е покренато обвинение, независно дали се наоѓаат во фаза на истрага. Како што реков, дадено е наредба од судија на претходна постапка кон СЈО, СЈО ги превземала тие действија и само СЈО може да ги користи. Сето друго ќе биде една обична правна шарада и изигрување на правото. Јас не би сакал и навистина не можам ни да помислам дека би можело да се најдеме во таква ситуација, по секоја цена да сметаме дека применуваме право и владее некаква си правна држава и да се користат нелегални докази. Тие не се нелегални ако ги користи специјалното јавно обвинителство, но се апсолутно нелегални ако ги користи било кој од надлежното редовно обвинителство во Република Македонија. Една брутално тешка правна ситуација и пак ќе повторам, не ми е јасно како практичарите и некои експерти така со лесно сметаат дека ќе го премостат тој гап помеѓу давањето на предметите и нивното користење. Не може едноставно, никој тоа не го прави во светот. Обезбеден доказ од еден орган да го користи друг орган, само затоа што и двете институции носат на крајот на својот наслов обвинителство.
Тоа е срамота и сите ние би требале да се засрамиме ако тоа би можело да се примени. Јас лично во моите предмети прв ќе опонирам на таквото применување на законот за кривична постапка, ако воопшто до тоа се случи, но наредниве денови ќе покажат дали тоа ќе се случи или не. Јас искрено како правник не би сакал тоа да се случи, затоа што тоа за мене ќе биде огромно и невидено разочарување и извитепирување на правната држава под плаштот дека владе правот и по секоја цена да се гони криминалот. Да, треба да се гони криминалот, но на законит, легитимен начин и со сите правни дозволени средства, а не со узурпација и со изигрување на правните одредби. Господине Дуковски, ви благодарам за овој разговор и за прифатената покана да бидете дел од вестите на Алфа телевизија. Ви благодарам.